Драги сограѓани, почитувана јавност, втори пратенички прашања поред, ВМРО ДПМН ја ескалира ситуацијата во собранието. Ја ескалира затоа што се опиени со власт и затоа што се просто насилници. Првата седница за пратенички прашања ескалираше нивниот вожд, премиерот Христијан Мицковски, а втората ја ескалира неговите партиски потрчковци. Имено потполно малограѓански, насилнички и дерегулирано. Во својство на растроени луѓе, пратениците на ВМРО ДПМН постојано вон сите норми на парламентарството, вон сите норми на нормалното комуницирање, вон сите норми кои се однесуваат на политичката дискусија помеѓу партиите во ова собрание, се користат со најодвратни механизми за провокација и навредување. Имено, анонимниот пратеник Зоранчо Јованчев, кој се нема појавено на собраниска говорница, денеска го опцу председателот на Левица Димитар Апасиев, спомнувајќи го неговото семејство. А интересно е за јавноста, затоа што не верувам дека јавноста го знае овој пратеник, како што и ние, колегите негови, не го знаеме. За јавноста да биде интересно, овој пратеник има две кривични пријави. Тоа за една е за дивоградба во Лозово, а друга е за крадење на вода, за див приклучок. За вакви луѓе се работи. Дерегулирани луѓе кои во собранието гледаат простор не за политичка дискусија, туку за малограѓански сценарија. Така беше и со пратеникот Александар Велјановски, кој заедно во комбинација со неговиот пратеник проба насилнички и малограѓански да изведат сцена со која ќе избегнат одговарање на прашањата на Левица. Нашата порака е дека не им се плашевме во времето на Мијалков, не им се плашевме во времето на насилниците на Мијалков, не им се плашиме ни сега. Ние сме шесторица, тие се 58, нека бидат уште 150, не се плашиме на бизнисмените на Мицковски и неговите партиски потрчковци, затоа што на секој насилнички одговор ние само ќе одговориме пожустро.